Непочитувани странски амбасадори и кале. Абе, шо не направивте во изминативе 30 години? Ние урнисавте земјата, бе. Која единствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прво ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската унија беше Европска унија. За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна, земјава да ја нема, народот и јазикот да не постојат, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш сте, бе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Епа, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап-лап-лап, 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 Евростап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владетел на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она нели од Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, прочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнер во својот манифест заасном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чул кој е Опенхајмер. Му опрам и на Опенхајмер, што измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско, со помош на вашите квиснизи, и толку не забивте во тесен простор што меѓу народот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани, и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ќе го направи дуи нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И немајте многу да јадете кромит. Драчевски кромито, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите.
Но, не господа од Европа и Кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап 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 Евростап, Евростап, лап 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 лап. Сакате да ги избаракате македонците, да можете да насилите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите, тоа ви е вас големиот план. Која Европа, кој преговори, која членство, па на секој нормален од страна му јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово, би можела нели да влезе. Бидејќи Русија, многу бе добро Русија, ао Русија како ве напучи, ао Путин како јако ве напучи, со анексијата нели на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, пошто сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој ви го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чкци кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската Унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зошто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. Анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дужина пати. Не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале, да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, сама си го барала. Има една позната српска крилатица, вели: нисам гинеколог, али волим да погледам. Под оваа српска крилатица се намножија така наречени доктори во оваа наша козоебина, со дипломи од Мала Речица, Црн Мерко Дрим, Тетовски, Шутка универзитет, не е битно, што студирале, нели, за време на опсада, се преварант до преварант, плюс Хохштаплер, кој знае од каде, типови кои преправаат оценки, у индекс, имаше еден така, го открија судија, замислете, бе, си го земал индексот и со коректор си ги бришал тие лошите оценки, си пишал нови. Судија, бе. Предпоставувате од која партија, да не кажам, излишно е веќе да кажам. Значи, тие луѓе немале ни поим каде студирале, што студирале. Битно имаат некое пусулче, фалшно пусулче, дека се доктори, суди, ова, она.
Се бараат гинеколози кои женски полов орган виделе само на Pornhub или на X видео, а треба да лечат сериозно болни пациентки кои си имаат големи маки. Треба да лечат од рак на матка, кој е меѓу најсмртоносните канцери. И веројатно ќе лечат како ви од онкологија, ама кога ќе засера дебело, веројатно повторно со златното ќе ги спаси некоја политичка партија, затоа што нашиве животи не вредат. Поголеми се шансите да цркнеш од наш квази доктор, отколку да те претепа амерички полицаец по грешка, нели дека си се сунчал премногу. Згоре на тоа, системот на Северџаниве предвидел дека докторите гинеколози не ги бираме од најдобрите студенти кои изгинале учејки, туку ги бираме строго по етнички клуч. Патот до успехот. Етнос. Не е битно колку знаеш, битно етнички какви гени носиш од тебе. Ако си албанец или турчид, тогаш си стручњак за полови органи, и ако не знаеш никаде е северен, а камо ли јужен пол. За женски и машки па уште потешко. Најважно е гинекологот да биде албанец денес. Не е толку важно дали на време ќе ви диагностицира рак на матка. Еден органи вадел на родилка, а требал само гинеколошки преглед да и прави, шо има везе, бе. Досадно му било, направил преглед, шо направил, дај се, си рекол, дај да видам шо има под овој орган. Овој орган е на погрешно место, бе, шо уствари не и треба овој орган. Шо ки овој вишок е овој орган? Ке го извади, вади. Вади тоа. Судија, од друга страна, си правил, нели, како што реков, пиши бриши на оценките од високо рангираниот универзитет во Тетово. Не колку знае кој факултет го завршил, каде бил приправник, кај кој професори учел, кои му се оценките, туку е најважно да си албанец. Титула албанец, квоти, рамковни. Етникумот пред образованието и квалитетот, чист апартхейд, чист. И така. Во камено време имало повеќе ред и морал, бе. А може... Знаете шо ми текна? Па може и подобро да се поделиме, бе, мајко. Секој кај своите. Мислам, извинете, вака ја само прашувам. Па доста се лаже, бе. Со живото, буда од лабуда, бе. Заедно ние, правна држава, не можеме да направиме. Не може. Не велам дека ние македонците сме подобри, ама дај бе да пробаме. Една година само едните нека водат држава, друга година другите. Кој е подобар, ќе си пружиме рака и подобриот нека земе се. Оти вака, како до сега, не е нарна. Вака озаконуваме апартхейд, противуставно делување, неред. Создаваме услови за вистинска меѓуетничка војна. Еден ден, наскоро, по вашите кина. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда. Освен оној Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели. Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени на македонците. Оне што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен весник на Р Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново.
Патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Тако и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Е, тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, хајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто, продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови, продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого?